Граѓаните нема што да очекуваат од Чекеринска, која времето наместо во интерес на граѓаните го трошела на седенки и состаноци со обвинетите Катица Јанева и Боки 13, веќе осудени за случајот рекет, токму во периодот кога се случувало тоа. Дали Шекеринска била консилиере и советодавач, со полно право се прашуваат граѓаните. Или можеби пак Шекеринска е контролор на тоа докаде е целата операција. Логични се овие прашања со оглед на тајните средби кои таа ги имала. Едно е јасно и очигледно. Не била посветено да го сработи тоа што им го ветуваше на граѓаните на изборите во 2016 година. Шекеринска, СДСМ и Зоран Заев покажаа дека можат само повеќе криминал, повеќе рекет, повеќе корупција, повеќе порази и повеќе понижување. Шекеринска исто така треба да им одговори на граѓаните каде се ветените капитални инвестиции од 600 километри нов автопат, кој ги ветуваше во 2016-та. Каде е автопатот од Кичево до Охрид, автопатот од Гостивар до Кичево, автопатот од Скопје до Блаце. Се што кажаа, излажаа, се што ветуваат, пак лажат. Да ставиме крај на политичарите кои повеќе од 2 децении си играат политиканство. А Шекеринска е водачот на тимот. Исправи се Македонија. На 15 јули одбери обнова.